Почитувани, благодарам. Чест е да се биде на ова говорница. И слушнахме многу убави презентации. Слушнахме презентации за списанија, за начин на пишување, за академско пишување. Мојата тема е малце поспецифична, тоа е за здружение. А тоа е ова здружение, нели, затоа сме тука. И тежиштето беше на списанија, беше на индивидуални собственици на списанија и од кај што се губи независноста на уредниците, сега малку да зборуваме и за уредници. Значи, за наша мотивација, ќе започнам со еден интересен слайд. Само да го погледам стрелчето. Слайд постар повеќе од 150 години, а другото долното. Така. Не оди. Само првото. Сега. Добро, благодарам. Значи, тој е овој слайд за дигитализиран записник од состанок на Сдружение на американски медицински уредници, одржан на 6 мај 1872 година. И сега, од 19. век, прескакаме во 21. век. Зошто го ова велам? Затоа што повеќето здруженија на уредници, како здружение, како организации, започнуваат после 2000 година, како го реков, или два, мислам, тогаш да бевме, кога се мислеше ќе стане на катастрофа на интернет, не е тоа битно. Значи, за ова презентација поставив три едноставни прашања. Слушнавме многу јаки теми, а јас одам со три едноставни прашања. Што работат здруженијата на медицински уредници и многу интересно во понатамошното моје барање и овде пишување видов дека ние одиме со медицински уредници, а во светот многу повеќе одат со уредници на медицински списанија. И сега една сентенца ќе кажам, јас во Скопје познавам еден вестник, како виште рекоте, со два уредника. Собственикот и еден уредник. И функционира 4 години, има 2000, неделно се издава. Значи, уредници се подразбира на уредувачки одбори. Се подразбира дека има главен уредник и дека има неколку специализирани уредници. Многу е интересен зборот уредници, го ќе речеш, тоа е многу општо. Мора да се зборува и по специализирано за уредниците. Второто прашање е што работат уредниците, значи здруженијата по уредниците, и третото ми е каде има здруженија на медицински уредници, што ви рекле не сме само ние, не сме само тука, има во целиот свет. И јас мислев дека тоа лесно ќе го направам. Понатаму ќе ви кажам зашто ми беше тешко. Значи, пребарувањето, ова го кажам, пребарувањето е направено според три одредници јас пребарував, со зборовите здруженија, со зборот медицински и со зборот уредници. И мислев ја добро, ќе си најдам материјал, ќе излезам на Бинава, 17 милиони линкови треба да прегледам, за да најдам што да кажам на ова бин. Се извинувам вака. Нешто не е. Извинете, само тајмерот да се закочи. Баш ми користи. Баш ми користи. Да. Значи, пребарував само веб страници на англиски јазик. Втор проблем. Има многу објавувања на локални јазици во државите, има многу дискусии, мислам дека и од Хрватска видовме една дискусија на Ана Марушич или на другата професорка, и тие велат, корисни се и локалните јазици, треба и локално да се разбере науката, меѓутоа, препорачливо е да се пишува двојазично. Најмалку на локалниот и уште на англиски. Веќе слушнавме многу што работат здруженија на медицински уредници, што би требало да работат за да списанието биде добро рангирано. Генерално, целта и опсегот на работата на здружението може да биде едукација, помош, поддршка, вмрежување, комуникација, истражување, стандардизирање, продукција упатства, водичи и на крај воспоставување ред во уредувањето и издавањето. Да слушнеме за второто прашање што све сум напишал. Што работат уредниците во списанијата, како што реков, има општи уредници и има специализирани уредници, се до оној уредникот кој што јазично го уредува, исто е уредник.
Значи, медицинските уредници имаат важна функција и носат важни одлуки за материјалите. Значи, мора да бидам сега напред. Не оди? Значи, треба стално да го држам тука, не? Прекинува, не знам. Прекину. Добре, сега сум добро. Со глупчето, ако пак Се извинувам. Тајмерот маса. Значи, медицинските уредници имаат важна функција и носат важни одлуки за материјалите да бидат подготвени со точност, јасност и доследност на изразувањето. Медицинските уредници може да бидат волонтери и најчесто кај нас се волонтери или запослени во медицинските списанија. Главен и одговорен уредник најчесто е врвен научник од областа на списанието и медицинското уредување вклучува внимателна координација и контрола на квалитетот на печатените и на дигиталните документи. И сега моето трето прашање, што ми беше многу лесно и најтешко што го одговарам, тоа е каде, колку и што постојат од тие здруженија на уредници. Значи, јас зборувам за здруженија на уредници. Во светот постојат меѓународни, значи глобални здруженија, кои што се достапни за членување од било каде, од целиот свет. Постојат регионални, кои што имаат своја специфика за тој регион и затоа се привлечени за регионот, и постојат национални здруженија на медицински уредници. Јас мислам дека нашево го рангираме во национални, така? Конечна бројка немам, не најдобарем, а на слайдовите сега многу полесно ќе одам натаму, затоа што ги прикажувам само адресите достапни кон информација од која ќе може понатаму сами да се послужат уредници. Меѓутоа, која ми е целта на ова прикажување на адреси? Целта ми е да ве повикам, значи слушнавме честитки за овие 10 години наши за оваа конференција, слушнавме и имам желба, не лична јас, него општа, наша заедничка, сите кои не се членови, а се уредници или научници, академско пишување, да се зачленат во ова здружение. Не ова ЕПП, ја ве слушнав како ние ќе продолжиме понатаму, како вие што рековте, да обстоиме. Ако не се зачленат, нема да обстоиме. Ви благодарам. Значи, медицинските уредници имаат потреба од континуирана едукација. Па се што слушнавме претходно е таа континуирана едукација, за да дадат придонес за своето списание. Формална едукација се пишува дека не постои, а се пишува дека постои едукација за новинарски уредници. Овде не се работи за обични новинарски уредници, него специфични од научната област и тоа од медицината, од биомедицината, да речем. Значи, нормална, неформална едукација достапна е преку голем број на упатства, насоки и политики посочени од здруженија, од специализирани организации, точно се специализирани, ќе видиме подоцна, за давање на овие препораки како да биде едно списание добро, од издавачки корпорации кои што веќе финансиски тука се појавуваат, и од медицински, од самите списани. Сега одиме понатаму. Во наредните слайдови ќе прикажам адреси на глобални организации кои нудат едукативни документи, препораки и водичи за медицинските уредници, како за уредници, како и за уредување на академското пишување, како што еден господин праша како да биде уредено академското. Значи, човекот пишува, ама му треба уредник. Попов беше. Поповски, се извинувам. И јас започнувам со Светската здравствена организација, кај што многу ретко она прва се става на редот. Видов тука други организации, сега да не ги подоцна ќе се појават, видов и во како успеа во ветеринарниот, во списанието ветеринарно да тоа успеат, значи кои се стандарди, кого се следат. Јас ќе започнам од Светската здравствена организација, само да видам број 10. Тоа е тоа. Затоа што таа е специализирана агенција на Обединетите нации одговорна за глобалното здравје, јавно здравје. Таа во минатиот период, а и продолжува, ги согледала проблемите и разви проекти за основање, развој и поддршка на организации, значи организации помеѓу кои издруженија
Организации на медицински уредници и списанија. Има многу придонесено во свет, а најмалку се појаснува незината улога за самите здруженија и списанија. Најмногу и за здруженија на уредници и за списанија. Понатаму ги прикажав на овој слайд акронимите на организациите кои имаат многобројни ресурси и многу од овие организации веќе ги видовме, така да ќе забрзам со времето. Тоа е Меѓународниот совет на уредници на медицински списанија со своите ресурси како препораки. Понатаму е Светската асоциација на медицински уредници, значи токму е асоциација на медицински уредници во која членуваат околу 2000 уредници од целиот свет и се застапени 92 држави. Тоа воопшто не е проблем да нашите уредници бидат таму членови. А за членува само уредници, членството е бесплатно. Значи, многу пати зборуваме со пари, а овде е бесплатно и тој што, ама треба да ги исполниш условите дека си уредник за да зачлениш. Во март оваа година оваа организација објави бесплатна програма за електронско учење на незиниот вебсайт и на Facebook. И плюс со дополнителна содржина ориентирана за списанија со помали ресурси и од земјите со помал инкам. Тоа е слайдот, односно мене ми е целта овде веб адресата само да визуелно да се види. Како што кажав, адресите само ги покажувам. Следното е Комитет за етика во публицирањето по наш КОПЕ, иначе да спелувам поединечно. Тоа е непрофитна организација посветена на промовирање на интегритетот во истражувањето и неговото објавување со 12.000 членови широм светот, меѓутоа во неа членуваат од сите научни области, не само медицината. Членовите се првенствено уредници. Има своји ресурси на теми плагијат, фалсификување, авторство, конфликт на интереси и недолично однесување. Има објавено кодекс за однесување на уредниците и кодекс за однесување на издавачите. Следното ми е Советот на научни уредници, и тука се плаќа, е заедница на уредници, ама професионалци, они од тоа живеат и за тоа мора да наплатуваат членарина. Тие ја поддржуваат уредувачката практика меѓу академските писатели, затоа изборував ја за колегата што бараше контакт. Меѓународна асоциација на ветеринарни уредници на глобално ниво ги обединува поранешните и сегашните уредници при ветеринарни списанија затоа што се грижат за здравјето и на животните и на луѓето. И од групата на тој за ветеринарните уредници, од групата на глобални, иако не е здружение, иако е од друга организација, овака вели, насоки за најдобри практики за интегритет на истражување и етика на објавување, така се вика нашата компанија. Објавува Вајли, американска мултинационална издавачка компанија, и одат адресите на регионални организации, тука се нивните акроними, а ја само ќе ги прочитам нивните имиња на македонски. Тоа е Европската асоциација на научни уредници, Европската асоциација на медицински писатели, Азиско-пацифичката асоциација на медицински уредници, Кинеската медицинска асоциација. Значи, многу здруженија на уредници се при националните здруженија, како МЛАДА што е. Ние можевме да бидеме не самостојни, него при МЛАДА. Форумот на африканските медицински уредници е под знак прашалник, кај мене напишат, само да ги покажам тие. Еве го, зашто е под знак прашалник? Затоа што е добро финансиран од Светската здравствена организација, а изгледа не функционира и според некои податоци, веројатно поради слабиот капацитет на раководители, на раководство. Следното здружение е Американското здружение на медицински писатели, па имаме Американското медицинско списание, значи национално медицинско списание, потоа иде
Источно медитеранското здружение на медицински уредници, видовме дека од Босна, од Хрватска имало доста интерес да се направат семинари, да се направат конференции со нив. Следното е, превоѓам на националните, значи прво адресите на националните. И на почетокот така ми излегува канадско поглавје на Американското здружение на медицински писатели и уредници. Значи за цела Канада, национално, за целата федерација се поглавје од Американското здружение. Не се, иако мислиме дека не се самостојни, тие се придонесуваат за себе, меѓутоа се таму зачлени. Јапонското здружение на уредници на медицински списанија со 112 списанија. Кореското многу јако здружение, дури основано пред овој премин на векот 1990, 1996 година. Понатаму имаме Пакистанското здружение, го имаме сега кај Монголското здружение, си ставив нешто со црвена боја, верувам дека ќе ви биде интересно, кој е на денешен ден 2008 година регистрирано. Следното е Филипинското здружение или асоциација, па потоа од Сингапур. Сингапур се котира како многу јако, дури во регионот да помага, се активира да помага во регионот. Следното е малезискиот. Овде лево е кој се во тој регион и некој од нив веќе спомнав, меѓутоа слайдот е наменет за малезиското, за медицинската асоциација на Југоисточна Азија, на нациите од Југоисточна Азија. Тоа се 10 нации тука наброени. Следното е Непалското здружение, кое е многу пред нас формирано. Следното е здружение, уште ми доаѓа од Руската Федерација и морам да кажам дека ова здружение од Руската Федерација поради ситуацијата со војната операција во Украина е исклучено од Европската асоциација на научни уредници, значи тие го исклучија ова здружение. И дојдов до најинтересното, барем за мене, за очекување и за вас, Македонското здружение на медицински уредници. Иако сите знаете, иако е на денешен ден, би сакал да повторам, основано на 25 април 2014 година во Република Македонија. Основна цел на здружението е едукација на уредници и млади научници, значи не само уредници, него и млади научници, за да се подигне нивото на медицинските списанија преку улогата на уредниците и уредувањето и вештините на академското пишување. Здружението имаше своја веб страница која 2017 година престана да функционира, меѓутоа сега добро се користи нашата Facebook страна, па долу што е напишана, па не е лошо и да ја зајакнеме и да ни помагате да ја повеќе храниме. Значи, веруваме дека овој преглед може да послужи како потсетник од кој аудиториумот остварува бенефит од адресираните извори. Многу ви благодарам.